Osameni sme i maski stavame, se prepravame. Tažni sme, izgubeni v sivom ludivom. Glumime, дека iskreni i srećni nije smeh. Že gorime, misleći napred nije tvo mesto stojime. I ako pomisliš na sreća ti za mig, pogledni me, pregrli me, po ovoj mig razbudi se, razberi me i shvati me, ja sam tuka za tebe. Novi dej, koga ne srekni se pored me, rastrgnati, razplakani, jedan na drug nepoznati. Da li je ova ludo vreme vinovno za sve? Očekuvam ti da me razbudiš i da me osvestiš. I pomisla sreća ja sam njih. Pogledni me, pregrli me, po ovoj mig razbudi se, razberi me i shvati me, ja sam tuka za tebe. Ispriči te novi dej, koga ne srekni se pored me, rastrgnati, razplakani, jedan na drug nepoznati. Se nadevam дека se samo uše jedan son i jedva čekam ova da se završi. Pogledni me, pregrli me, po ovoj mig razbudi se, razberi me i shvati me, ja sam tuka za tebe. Izbriši te novi dej, koga ne srekni se pored me, rastrgnati, razplakani, jedan na drug nepoznati. Активирајте ги сите сетила за да ја почувствувате рок музиката. Ова ни го порачуваат момците од тетовскиот рок бенд High Control. Нивните почетоци датираат од 2005 година. Започнале со настапи на кои свиреле кавер верзии на познати рок песни, но се соочувале со често менување на членовите. Бендот немал доволно сериозна основа за да започне да создава авторска музика и истата да ја промовира. 2 години подоцна, во 2007-та, бендот High Control ја добива својата прва посериозна форма и е официјално формиран. Досега момците се докажаа како тетовски амбасадори на добрата музика. Веќе имаат настапувано на поголеми фестивали како што е Екзит во Нови Сад, кој за момците представува едно од најубавите досегашни искуства. Неминовни се и нивните многубројни настапи низ земјава и надвор од неа, како и свирките по клубовите низ Македонија. Како први официјален деби настап на бендот се смета настапот на Винерфест во 2008 година со пласман во финалето. 2005 година заедно со Игор Маринич, со Чафрика, Дамир, Владимир Андреевски, Дамир Ибраимовски и уште плюс некои луѓе заедно со нас, значи некој период од околу 2 години во кој што се обидуваме да се најдемо, да се пронајдемо и да создадемо една екипа. У тој период генерално работевме на кавери, значи немаше простор, пошто цело време имаше ротација членови, еден ќе дојде па ќе замине, па ќе дојде па ќе замине, немаше некоја стабилна основа за да се почне
да се работи на авторски материјал. У тоа време Маринич свиреше гитара. И пошто многу потешко е да најдеш басист у град, гитарист има релативно многу и онака на случаен муавет како едно решение викам а да почнеш ти да свириш бас и ми да барамо гитариста, пошто полесно ќе најдемо гитарист. И од прилика имам викам да нема проблем, зашто да не. И така он почна бас да свири. После се сретнам со Гоце. Гоце беше она право освежување кој дојде. Значи со него више почнавме да работамо, имаш на почетокот и Ноне, Мавица Коцевски. Значи една солидна зрела екипа, да кажем, значи луѓе што више имаа искуство. Прошле знаа што точно бараа, више понатаму, значи нема шатање лево или десно, барам ова, туку точно се знае што барамо, точно се знае во кој правец се движимо. И полека почнавме, извадивме 3 демоа, 2007 или 2008 година, така нешто беше. И се пријавивме на Винерфест. Винерфест 80 бенда имаше пријавено. У финалето имаше 8, мислам дека влегоа. Се одвиваше у 3 града, Битола, Прилеп и Скопје. Финалето беше у Скопје. Значи вкупно се на принцип на гласање од публика заедно, уствари немаше жири. На принцип на гласање од публика, Битола се гласаше, Штип се гласаше, Скопје се да, фала. И после на крај у Скопје, значи финалето излага 3-то место. Тоа беше одлично, значи некој добар показател дека ние сме стварно на добар пат и добар правец држиме. Тоа е од 2008 година. 2009 година се пријавивме на еден исто така фестивал, Кастро, самостоен, па и таму имаше околу 50 на бенда, сигурно, може и поиќе. Се одржуваа вечери. И значи околу 2 месеца имаше вечери квалификација. И влеговме у финалето, и со финалето не се сеќам дали 5, 6 или 7 бенда беа нешто така. Комбинација гласање со жири од искусни музичари, значи луѓе што се бават со години, што се како да кажем у таа сцена мешани. Освоивме прво место. Прво место со награда за снимање и издавање на прв деби албум. Тоа беше некое своевидно како лудило. Баш на еуфорија, огромна еуфорија, значи веќе ти е јасно дека стварно нешто некој те цени, дека нешто стварно вреди и дека тоа можеш само да го надоградуваш. Мислам дека истата година или у мај или нешто така беше. Издавање на албумот и промоција на албумот, исто во Кастро. Солиден број на посетители, околу 500 можда, што е солиден број, денеска многу тешко да 500 луѓе да собереш на едно место за Anonymous бенд. И потоа значи се охрабривме и почнавме да конкурираме на фестивали како што се Exit, да работиме на вториот албум, да се појавуваме секаде кај што можеше да се појавиме. Да почнеме да размислуваме дека треба да видеоклипови да создаваме. И така ни беше една почетна со Time by Time, една солидна номера од нашиот прв албум. Како што знаете, двата се на англиски. И имаше една интересна реакција, затоа што некако полесно за луѓето да восприемат заедно видеозапис со аудиозапис. И многу полесно се памти. И така, почнавме и сега отприлика има околу 5 спота, нешто така. Потоа следуваше 2011, ако добро се сеќавам, март месец, издавање и промоција на вториот наш албум, Report, во Хавана, околу 300 до 350 луѓе публика.
солидна бројка, пак ќе кажам солидна бројка, бидејќи со годините се помалку и помалку се не постои некоја култура за идење на концерти, на авторска музика пред се. Значи малку тука е тоа запоставен дел. И почна Exit беше уствари 2009 првиот едно големо воодушевување кој дојдеш на нешто за кое што си сонувал да се најдеш таму. Фестивал од огромни размери, баш се погоди да имамо среќа. 2009 беше јубилејниот 10-ти Exit фестивал со преку 600.000 посетители на целиот фестивал, значи тоа нешто што може наистина може само да се почувствува, да се види, а многу малку може да се опише. И остваривме солидни контакти таму, потоа бевме поканети на уште неколку места. Следната година на Exit настапивме на втората поголемина сцена. Првиот пат беше Exit Live, тоа е како своевиден старт за бендови кои стартно доаѓаат, да речеме, на Exit. На втората поголемина Fusion веќе нешто друго, затоа што настапувале имиња као Ману Чао, као Gentleman, као да не зборам од балканските добија за колектив SARS, Party Breakers, значи еден куп солидни имиња кои што таму настапувале. Тоа беше едно фантастично представување. Мене лично Exit 2009. Првин затоа што имаше одлична дружба, имаше огромен број на бендови кои тоа време баш ги слушавме. Меѓу нив Arctic Monkeys, Korn, Prodigy, Moby, Madness и така натаму. Првиот пат кога дознав дека бендов наше примен на Exit фестивалов, тоа беше стварно као мал, нели, некој се стреми да стигне до некоја висина, некоја цел. Ја кога сум бил мал, сум слушал многу гранч музика и не знам, такво било времето, движењево не било многу материјално, не се водела грижа за тоа. Едноставно, таков бил начинот на живот у тој период. Сега, кога дојде времето да идемо на Exit првиот пат, не знам, сите четворица у бендот бевме толку среќни, имаше и измеѓу нас некоја скроз позитивна енергија. Цело време се спремавме, муавет имаше за тоа само која песна да иде по ред, како, што. И самото доаѓање на Exit за мене представувало прв голем концерт, фестивал, кај што би можел да ги видим некои од моите идоли што сум ги гледал само на YouTube, претходно на интернет. На касете уште имаше тоа. И така, многу бевме адреналин имавме голем на нас, бевме збунети, кој какво појачало ќе одбере, уште немавме доволно опрема. Не знам, чувство што до крај на животот кога да се призведем ќе ми текне на тоа. Момците од High Control постојано се надоградуваат, создаваат авторска музика, конкурираат на фестивали и добиваат голем број признанија. Она што навистина ги прави единствени и вредни е фактот што целокупната работа ја вршат сами. Текстовите, музиката, аранжманите, организацијата на стапите се е нивно дело. Нашиот успех е резултат на напорната работа и огромната желба, бидејќи денес музичарите се помалку ценети, вели Роберт. Прилично е напорно, затоа што многу би било полесно да има некој да се грижи за останатите работи, а твоја вистинска работа е да свириш и да создаваш. Многу би било полесно кога некој би се грижил за менаџирање, кога некој би се грижил за тоа да се биде средено, кој ќе дојдеш на сцена и се да биде скоцкано, да не мора да носиш сам појачала, да макнеш и што и да знам како. Меѓутоа, факт е дека така како што е окей сега. Не се може против тоа, барем овој момент. Дури големи имиња кои што создавале, правеле, го прават исто до денеска, затоа што некако
паднато е на не се ценети денеска музичарите. Музичарите денеска се сведени, значи, на некое најдолно ниво како најнеценети, најнепоштувани. Како да е тоа, како ќе ти рече некој како, идеш, свириш се, зафркаваш ово, ствари, позади тоа седи една голема приказна, многу труд, многу работа, многу вложења, генерално самостојно, значи све сами. Имало луѓе што ни помогнале, не дека не, меѓутоа најголемите работи самостојно. Every time you're telling a lie, think of me leaving you behind. No more lies, I cannot stand anymore. Look above and see the sky. You can make a bet that I will be alright. You got to know I'm leaving you, I'm letting you go. Time by time, you'll find out there is no honor, I'm the only one. Yeah. What? One by one, days go by. You can make a bet that I will be alright, but what? So if you want me nearby you, you gotta think about your moves. And if you want me here to stay, better watch out what you say. Time will tell us, time by time, you'll find out there is no honor, I'm the only one. Yeah. What? One by one, days go by. You can make it better, I will be alright. But what? Нивните песни и видеозаписи се појавуваат на топ листите на сите радио и телевизиски станици во Македонија, како и во соседството. Музиката која создаваат момците се класифицира како алтернативен рок со видливи гранч, метал и прогресивни елементи. Да речеме, ние не сме ставиле рамка, која сигурно застануваме во еден правец и ја тераме музиката во еден правец. Обично си дозволуваме малку слобода и земаме, да речеме, моменти од другите гранки жанрови. Така поинтересно звучи музиката, секогаш е свежа, нова. Генерално е рок, алтернативен рок некој. И има многу други поджанрови, многу се наброи, тешко дека ќе се набројат.
Младите денеска се поретко слушаат квалитетна рок музика. На прашањето зошто е тоа така, Гоце кратко ни одговори. Виновни се медиумите. Во нивните текстови преовладува социјалната тематика. Преку нив тие испраќаат порака повторно да се почитуваат вредностите што се подзаборавени, а кон кои сите треба да се стремиме. Еднаквоста, љубовта и меѓусебното почитување. Novo utro samo početok, sonce ja gretušava. Dobro, živi sme, spremni sme sve da osvojime. Dosta, mračno, preberame izdržljivo, teško, mačno, dosta, dosta, Ново поскапување на нафтените деривати. Ставката на сиромаштија достигна рекордни 31%. Повторно поскапување на струјата, државно поскапување нема да биде повторено. Последните години граѓаните се водат dosta, mračno, preberame izdržljivo, teško, mačno, dosta, 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 mračno, teško, teško, mačno, dosta, dosta. Текстовите постои некоја комбинација од постои голема социјална тематика, ако добро ги заслушате. Колку што можеме некоја порака да стигне за да укажеме на тие некои негативни девијантни појави кои што денеска значи толку се проширени колку што е затоа што многу е лесно денеска да дојдеш до некоја информација. До секаква информација. И кај луѓето се побудуваат, сакајќи или не сакајќи, се побудуваат некои си страсти. А можда е човечки инстинктот проработува. Меѓутоа, надолго гледано, не е баш многу добро. Исто така имаме значи тематика, социјална тематика у смисла за тоа како е нееднаквоста меѓу луѓето. Значи тоа лично мене и на сите од бендот ни пречи. Таа појава ни пречи. Имате луѓе кои што се екстремно богати, кои што можат да се расфрлаат, кои што на нечесен начин заработуваат, значи на туѓи грб крадат и земаат тие пари. Имате луѓе кои што едва и преживуваат. Тоа е неправедно, во најмала рука. Значи има голем дел од текстовите, има дел од текстовите кои што се напишани како да му отворат на поединецот, да пробат да му ги отворат видиците, да разбере дека сепак неголемиот дел зависи од него и дека не треба многу да верува, поготово на некој што има мегафон во рука. Секојаш да размислува со своја глава, секојаш да проба секоја информација да испита од различни извори, затоа што не е се така како што се сервира. Рок музиката како рок музика и претходно, значи како што поентата на рок музиката која добро сум ја сватил некојаш од самото слушање до сега, баш тоа, да ти го отвори умот. И денеска имате ни беше смешно некоја споредба правиме текстот дали беше Pink Floyd или од Queen или текстот од Rihanna или нешто така и имате текст all calf со содржина, со значење, со порака и имате текст all calf hey boy, hey girl. Милион продуценти подпишани под тоа. И
Дали некако намерно некако се сервира, дали на луѓето им затоа што не беше едноставно да застанеш и да слушаш рок. Треба малку да вклучиш мозокот, друго слушаш. Треба малку да ги вклучиш сите сетила. Да почувствуваш тоа што сакал тој што го создал тоа дело, што сакал да каже. Барем приближно на свој начин. Порано во Тетово постоеја повеќе бендови кои креираа авторска музика, но тоа не е случај и сега. На Тетово му недостига тој период, вели Игор Маринич кој се сеќава на старите добри времиња. Тетово едно време беше стварно град кој имаше многу бендови, кои активно свиреа и се трудеа и правеа своја авторска музика. Многу помалци имаше кавер бендови. Не знам дали тоа со време, како што каже и Гоце, дека медиуми е погрешно работа или не знам. И се помалку имаше места и локали кај што може бендот да покаже својата авторска музика. Многу малце шанси им се дава на таквите бендови. Во тоа време исто беше скупо да се набави добар инструмент. Многу беше тешко да дојде своја авторска песна да биде на радио или на телевизија. Интернетот беше многу малце застапен овде. Па би рекол дека тоа е една од главните причини според мене. Време на многу мејнстрим музика, на музика која е инстант. Младинава, не знам дали нега ја привлекува рок музикава или нешто. Треба многу и самиве млади да верува у тоа што го сака да го слуша квалитетна музика, да има повеќе локали кај што би видела музикава. High Control обстојуваат веќе 7 години. За нив да се биде дел од бенд е голем тест во животот, но заедно успеваат да ги пребродат тешките, но и да им се радуваат на убавите моменти. Па искрено до сега ми бил, како да кажем, најголем тест у младоста, да кажем, у животов мој, да обстоиш толку време, да се согласа неколку карактера, слободното време за музицирање пак заедно да го најдемо. Имало тешки периоди кога сме немале ни инструменти, ни место за вежбање, ни не знам. И пак со своји сили, со договор, со разговор, со компромис, со желба за напред, сме стигнале до тука. А нормално дека имало и многу тешки периоди, нели, некој член ќе го напушти бендот, ќе дојде некој нов, пак почнуваш од почеток, па пак истиот пат да го стигнеш, па пак некој ќе со своји нови патишта ќе тргне пак од ново и тешко е нормално. Зад себе имаат 3 албуми, меѓу кои последниот со наслов Спомени, за да остане за секогаш сеќавањето на 10 песни кои се најдоа на него. Тие го промовира албумот пред верната тетовска публика, која уживаше во квалитетна рок музика. Песните што се издадени, значи има неколку издадени. Тие што се издадени се прифатени солидно. Например, може да ви кажам дека тука за тебе има отприлика околу 120.000 гледаност на YouTube. Тоа е една добра солидна бројка. Другите имаат по 20.000 и нешто така. Значи добро се прифатени. Знам дека се вртат дефинитивно по радиостаниците. И очекувам дека и ова ќе биде исто така, значи еден голем дел од останатите песни исто така ќе бидат добро прифатени. Пред себе мислам дека заради тоа што претходните два беа на англиски јазик, албумите, ово е на македонски, мислам дека многу полесно е за восприемање кај слушателите. Промоцијата беше со комбиниран карактер. Присутните уживаа во акустичниот настап во живо. Сепак најверни поддржувачи на она што го работат момците од групата се нивните родители и другари. High Control, едва и чекам да ги слушнем песмите. Само 4 ги знаем од новиот албум. И јас сум најголем фан, мислим, и само чекам, не сум ги слушнала и тоа ми е паметот да ги слушнем. Групата постои неколку години. Тоа е рок. Ја го сакам рокот, сега народна не можам да смислим да слушам народна, па сава ми се дива. Само забавно.
High Control, па една од најдобрите топ 3 групи у Македонија, алтернативни рок. Ја мислим тие се гордост наша, наш бенд, а светски квалитет. Од тетово не може да има нешто што е лошо, поготово бенд кој пропагира таква музика која што јас сакам и како што се надевам многу луѓе сакаат, тоа е рокот и ги поддржи, многу ми е мило што ете малце почиња да се развија и тој сегмент од музикава, нема само ова популарна сцена, знаете што е. И ја дојдов малце да ги поддржим овдека, да уживам у нивниот најнов албум. High Control ќе го промовираат новиот албум низ Македонија, но не застануваат тука. Во иднина најавуваат нови песни, нови албуми и многу настапи. За едни планови идемо сакаш се резерва, затоа што се може да се случи. Сме го осетили на своја кожа, че имаш замисли, планови, дека се може да се случи, дека се може да ти ги помести тие планови. Меѓутоа, дефинитивно знам дека ќе ваѓаме четврти албум. Материјал почетен веќе има. Горе-долу ќе го заокружимо, сигурно ќе ни треба неколку месеци за да го заокружимо тематски цел тој материјал. Се надевам дека после 15 август, кој ќе завршат одморите, ќе тргнеме на една мала турнеја низ Македонија пред се, за да може да го испромовираме целиот овој материјал. Септември, октомври, до Нова година, DVD издание, снимано, со висок квалитет, со стотина луѓе публика, значи нешто да кажам интимно, студиска верзија, со песни од сите наши 3 албума. Конкурирање на фестивали и се тоа, кај што се може и како што се може. И колку што ќе можеме и колку што ќе бидеме слободни со времето. Добро вечер, ние сме High Control, вие гледате телевизија Менада, слушајте рок н рол, слушајте High Control и бидете така. Огромната љубов кон музиката и трудот кој момците од бендот го вложуваат ги прави врни музичари, кои знаат да создаваат квалитетна музика. Нивната популарност се повргу се шири во Македонија и надвор од неа. За нив без сомневање може да се каже светско, а наше. Тетовци, бидете горди на нивните многобројни успеси. Стојам сега, капки од дожд на лице чувствувам, во рака чувам спомени, мили усништа несонувани,